почитувани колешки, колеги пратеници, многу почитувана македонска јавност. Денес точка на дневен ред на пленарна седница е предлог за избор на член на влада на Република Македонија, господинот Ристо Пенов, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа. Ќе користам спортски жаргон и сметам дека е моја должност како дел од ВМРО ДПМН е да фактички на некој начин го запознаеме господинот Пенов за тоа во каков тим ќе оди да игра. Тој тим се нарекува Влада на Република Македонија и би сакал со еден краток осврт да го запознаам со министрите и ресорите, односно постигнатите резултати во овој момент. Господин Артан Груби, прв заменик на премиерот во владата на Република Македонија, никој не знае што работи, не испорачува резултати, тоа го знаеме сите ние, а отскоро и дел од пратеничката група на Демократската унија за интеграција, каде што ги поставува тие основни есенцијални прашања. Што воопшто работи и кога ќе почне да испорачува резултати? Господинот Бујар Османи, министер за надворешни работи во владата на Република Македонија, едно знаме не можат да погодат кога доаѓаат странски делегации во посета на Републиката. Едно знаме не можат да погодат и какво ќе биде сега она фидбекот, во каква држава, нормална, спремна, или ќе биде коментарот во нивните земји од кај што доаѓаат дека овие се несериозни и не знаат каде воопште тераат. Тоа ли ќе биде тоа што треба да се испорача? Едно знаме не можат да погодат на странска делегација, на странска држава. А во исто време го работи она што го работи и Артан Груби, само вработува партиски војници. Во делот на Министерство за правда, Тупанчевски, ќе се послужам со дел од оној популарен веќе скеч. Кој е тој Тупанчевски? Знае ли некој што сработи во изминатиот период? Колега, се извинувам. Значи, предлогот е избор на министер во владата Ристо Пенов. Да се држиме до дневниот ред, ке ве молам. Да. Да. Министерство за правда. Тоа исто Министерство за правда, кое што не испорача никаков резултат во делот на правото, во делот на правдата, каде што невини лежат во затвор, а каде што главните криминалци се недостапни ниту за правото, ниту за правдата. За таква ли правда зборуваме? За Министерството за внатрешни работи, дали воопшто треба да зборуваме? Кога главните криминалци се носители на раководни позиции во Министерството за внатрешни работи. Каде е министерот овде да го санкционира тоа, или само се поддржува криминалот да може што повеќе да се оплячка од овој народ? Економија. Овде ќе направам еден спој, каде што се Министерство за финансии и економија, секако и вице-премиерот за економски прашања, фактички поим се нема од економија, и тоа го потврдуваат и Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд, рангирајќи ја Македонија во земји во кое што расте сиромаштијата, каде што имаме највисока стапка на инфлација. Од овде, од страна на опозицијските пратеници, година и пол наназад зборуваме да се прати, да се внимава на инфлаторната спирала. На каков начин се одговори со инфлација која што изнесува над 20%? Тоа значи дека секакво, било какво покачување на платите е веќе претходно изедено од страна на инфлацијата. Фактички нотирано од страна на Светска банка
дека нема никакви реформи од страна на оваа влада во делот на подобрување на деловната клима и во делот на привлекувањето на странските директни инвестиции. И тоа не го зборува било кој, тоа се експертите од Светска банка. Во делот на образованието, ве молам, образование без учебници. Те овој месец, те ако не оваа среда, другиот петок, те не месец октомври, месец ноември, те не првото полугодие, тогаш второто полугодие. Во делот на здравството, за тоа какви реформи беа спроведени, тестот со ковид потврди вистината која што ја знаеме сите ние. Очајно здравство, здравство во кое што секојдневно, без никаква причина, починуваат, умираат пациенти. Здравство во кое што нема апсолутно никаква реформа, освен што се сопреа претходните реформи. Се извинувам. За земјоделството, тоа е најдобрата агенда до сега остварена од страна на Министерството, од страна на министерот, комплетно уништување на македонското земјоделство. Најдобар доказ дека ја зборувам вистината е, дојдовме од земја која што е производител на храна и така нотирана во Обединетите нации, да сега молиме за жито, молиме за зејтин. Од земја која што е нотирана како производител во Организацијата на Обединетите нации во ФАО. И тоа благодарение на најуспешната во наводници агенда на владата, уништување на македонскиот земјоделец. Почитувани, во делот на транспорт и врски, министерство кое што не успеа 5 сантиметри автопат да изгради. Благодарам, подпредседател. Се извинувам.